Оливер и прашува кои се знаците дека јадам премногу сол. Оливер, еден од првите симптоми најчесто среќавани, најчесто зборувани се покачениот крвен притисок. Но многу често, можеби, пошто знам дека се работи за прашање поставено од млад човек, можеби кај младите не е оваа појава честа и треба да можеби дојдеме до одредена возраст и историја на претерано јадење на сол, кај што ќе почне да се јавува можеби висок крвен притисок, ќе почне да се јавува можеби едема, односно она отекување на екстремитетите, особено раце и нозе се оние делови од телото кои што најмногу може да се јави ова отекување, може да се јави чувство на голема жед или па да го губиш апетитот доколку храната нема доволно сол. Решението за ова е едноставно твоја одлука, искрено не постои никое друго решение или можеби апче или терапија, барем јас не знам. И постепеното намалување на сол значи дека ќе придонесеш можеби овие појави да се оттргнат, но сепак треба можеби време, ако веќе ги осеќаш симптомите на прекумерно јадење сол, не постои друг начин освен да се ставиш самиот во ред. Од друга страна и премалото јадење на сол може да придонесе за висок крвен притисок, затоа работата не е да isfрлиш нешто комплетно, туку да го јадеш умерено во границите кои што се потребни. FDA, односно Американската асоциација за лекови и храна, би ја превел на наш јазик, вели дека 2,4 милиграма на сол додавање во текот на денот е сосема доволно и таа некоја граница, затоа што од друга страна ти ќе внесеш и натриум и од други продукти кои што ги јадеш во текот на денот и растенија, така да таа е количината, но повторно не можеш да вагаш, се разбира, затоа гледај полека да кратиш од она додавање на сол и од конзумирањето на процесирана храна, на грицки кои што содржат голема количина на содиум, односно на сол.